Почитувани слушатели на ЕСИ Радио, добродојдовте во ЕСИ Спорт и денеска ќе ги спомнеме и одбележиме најинтересните спортски настани кои ќе се одржаа следната недела и две. Сега сме сведоци на почетокот на Олимписките игри во Париз. Се одвиваат интересни надпревари. Моментално на спортски план, на Спортската федерација на слепи во Македонија го припрема турнирот во шах кој се одржи на средината на август во Гевгелија. Така да сега имаме време да се фокусираме на летните припреми на фудбалските екипи, така и на Олимписките игри. Да започнеме со нашата кошаркашка репрезентација која што ја обезбеди петата последователна победа на Европското првенство во Б дивизијата, совладувајќи Украина. Македонија постигна петата победа поред во Б дивизијата и ја совлади Украина во минатонекашниот надпревар со 83-72 со 11 поени разлика и со оваа победа се загарантира нивното прво место во групната фаза на ЕП за играчи во до 18 години, што се одржува во Скопје. Најдобри надпреварот претводници до победата беа Јаничич со 21 поен и Кириловски кој постигна 20 поени. Во четвртфиналето Македонија ќе се соочи со Португалија која заврши на второто место во групата Д. Македонскиот репрезентативец Елиф Елмас со својот тим Лајпциг ги игра припремните надпревари за следното годишното првенство и беше стартер над победата на пријателскиот меч над Астон Вила. Тие обезбедија победа со 2:0 над премиер лигашот Астон Вила во турнијата која што ја имаат во Соединетите Американски држави. Лајпциг два пати постигна гол во првото полувреме преку Андре Силва и Опенда и надпреварот беше интересен пошто дефанзивето на Астон Вила Диего Карлос доби два жолти картони што доведе до негово превремено исклучување. Елмас го започна надпреварот и играше до 73-та минута, при што имаше ветувачка шанса, но за малку пропушти да даде гол. Следниот предизвик на Лајпциг е против Вулверхемптон на 4 август. Идните планови на Реал Мадрид се таргетирање на Алфонсо Дейвис и Трент Александер Арнолд за 2025 година. Откако ги обезбеди Килијан Мбапе и Ендрик да ги засилат нивните офанзивни линии, европскиот шампион Реал Мадрид продолжува да бара нови засилувања. Нивниот моментален фокус е на зајакнување на страничните позиции, но се чини дека клубот чека по поволен момент за да направи значајни аквизиции, најверојатно во летото 2025 година. Новинарот Матео Морето откри дека Флорентино Перес има стратегија за да обезбеди две сензационални засилувања, Алфонсо Дейвис и Трент Александер Арнолд, кои што имаат само уште една година на нивните договори и допрва треба да се обврзат на нови договори. И покрај понудите од Бајерн Михен, односно Ливерпул. Новиот пристап на Реал Мадрид, како пример за купувањето на Килијан Мбапе, вклучува директно преговарање со играчите и трпеливо чекање на вистинскиот момент. Овој метод им овозможи да се здобијат со еден од најдобрите играчи во светот без трошоци. Со истата стратегија, применувајќи истата стратегија, кралскиот клуб потенцијално би можел да ангажира двајца врвни бекови. Во меѓувреме, тимот може да управува уште една сезона со Карвахал и Васкес на едната и Менди и Гарсија на другата страна. Така да изгледите за состав на Реал Мадрид со Дейвис и со Александар Арнолд се навистина застрашувачки како би гледал тај тим кој што веќе е европски шампион. И за крај да кажеме за одвивањата на кошаркарско ниво на почетокот на Олимписките игри. Машката кошаркарска репрезентација на Соединетите Американски држави доминираше над Србија и над Јужен Судан и обезбеди четвртфинално место. Тие обезбедија втората победа веќе, но убедлива победа совладувајќи го Јужен Судан со 103-86 во второто коло во групата С. Стив Кер рамномерно ја распореди монтажата, а само Дейвид Букер одигра повеќе од 20 минути. Бем Адебајо го предводеше тимот со 18 поени и 7 скока, додека Кевин Дюрент постигна 14 поени. Ентони Едвардс додаде 13, а Леброн Джеймс придонеше со 12. Од Јужен Судан најдобар беше Нуниомот со 24 поени. Последното коло сад ќе ги одмери силите со Порто Рико, додека Србија која во средата го совлада Порто Рико со 107-66 за второто место во групата ќе игра против Јужен Судан. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте во неделношто издание на ЕСИ Спорт.
Ке следиме Олимпијадата и се јавуваме со нови вести следната недела. До слушање.